Бојана Баневска, факултет за правни науки, ФОН универзитет. Скопје, 6 мај 2020 година. Ден после избори. Денот од како веќе се знае одлуката и желбата на пошироката народна маса. За прв пат во историјата на Република Македонија добивме жена премиер. Да, добро слушнавте. Госпоѓа Ангела Даблински, независен кандидат, мајка на 3 деца, сопруга. Таа е првата жена премиер на Република Македонија. Но тоа не е се. Веќе се знаат и министерските позиции. Можете ли да замислите клучните министерства, како Министерството за правда, за економија, исто ќе бидат предводени од жени? Нека не е честито. 6 мај 2015 година. Back to reality. Малата кратка и убава приказна заврши. Маж премиер. Клучните министерства предводени од мажи. Во Република Македонија, драги мои, ретко ќе видите жени застапени на високо раководните функции. А зошто е тоа така? За тоа не постои адекватен одговор. Често ќе слушнете одговори од типот: абе таков ни е менталитетот. Причина како причина, секогаш ќе се најде. Некои од нив издржани, а некои не. Но жените да не ви бидат застапени на високо раководните функции, ви е исто како да купите скапа брендирана роба која ќе ви седи во малото плакарче покрај прозорецот. Погледнете ја Европска унија. Погледнете ја застапеноста на функциите предводени од жени. Германија ја има Ангела Меркел. Хрватска ја има Колинда Грабар-Китаровиќ. Италија ја има Федерика Могерини. Европската унија е местото каде што завршуваат сите родови стереотипи. Таму никогаш нема да слушнете предрасуди за жените кои се наоѓаат на лидерски позиции. А што е најважно, таму мажите не се родени во фотели. Ја имам таа женска способност да се зафатам за една работа и да продолжам да ја работам дури и тогаш кога сите останат и креваат раце и се заминуваат. Маргарет Тачер. Ова ви е кусиот одговор на прашањето зошто жените се потребни во политиката. И ние сме доволно храбри и силни да се соочиме со проблемите кои нас грабчија. Македонија нема само една, туку многу Колинди или Меркели. Треба само да им го отвориме патот. Стереотипите и предрасудите нека отидат веќе еднаш во заборав. Ајде да им дадеме можност да ги охрабриме да се докажат на лидерските позиции. Нека почнат позитивните промени. Нека доминираат европските вредности. Нека победи еднаквоста на половите. Знам дека старите навики тешко се менуваат. Отпорни сме ние на промени во општеството. Но многу жени лидерки заслужиле пофалби за раководењето на нивните земји. Нека заслужат и нашите.